Нашата редовна рубрика во неделните изданија на тема Вселена. Гостин во студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добре ден, Зоран. Добро најдов. Вака Зуки, денеска, веќе реков, привршуваме со овој 21. поред ден во 12-тиот месец, а од утре започнува одбројувањето пред почетокот на новата со оној наш препознатлив стил на европјаните, стил на целиот свет. 10, 9, 8, 7, еве сега, како, кој знае што и ќе се случи. Всушност, времето и натамо неуморно се одминува и тече. Денеска е 21 ден, нели? А во 13 часот токму на денешниот ден, 13 часот и 4 минути, започна зимата. Сонцето беше во знакот на Стрелец и изгреа во 7 часот и 15 минути, а зајде во 16 часот 0 минути и 3 секунди. Ова се само некои од астрономските податоци за денешниот ден. Месечината ќе изгрее во 1 часот и 28 минути по полноќ, а ќе зајде во 12 часот и 43 минути следниот ден. Од Земјата денес месечината е оддалечена 396-158 километри. Зимата ќе трае до 20 март. Во 12 часот и 43 минути, токму на 12 март, ќе започне пролетта. Зимата трае мошне кратко, 88,99 дена. Астрономите се прецизни луѓе. 88 и 99,99 дена, значи не се не цели 89 дена. Напладне сонцето на 21 декември најниско на денешен ден, значи. Во текот на целата година и висината напладне изнесува 24,73 степени. Мислам на висината на сонцето. Ајде вечерва да зборуваме малку за астрономијата. Понекогаш овие навидом суи и совопадни бројки можат да се толкуваат на мошне интересен начин. Да зборуваме на тема астрономија. Да подсетиме на астрономските параметри кои ги дефинираат постоењата на годишните времиња. Да подсетиме на Еудокс и неговите докажувања дека Земјата е округла. Да се подсетиме на Ерастотен, тој го мереше обемот на Земјата. Да подсетиме на Кеплеровите закони. Да подсетиме на Гагарин, првиот космонаут во Вселената и уште множество единечни интересни нешта. Да тргнеме од постоењето на годишните времиња. Да, добро вечер уште еднаш. Да, денеска започна зимата и кој што рековте во најавата, она ќе трае до 20 март наредната година. И мислам, од тука и се наметна прашањето зашто постојат и годишните времиња. Еве под претпоставка да се најдеме на Венера, пример, која би биле, таму не би имале ни едно годишно време, затоа што Венера, незиниот агол во однос на Сонцето е речиси незабележителен. А доека Земјата, значи, секогаш незиниот оска е наведната во однос на Сонцето за 23 степени и 27 минути. Се она движејќи се околу Сонцето, она го менува аголот на паѓањето на сончевите зраци. Значи, така да во овој период сега оној јужниот дел од полутопката е максимално значи максимално свртен према Сонцето, така да денеска на јужната полутопка е и најдолгиот ден
наречен летен солстици, а доека на овој дел, на северната полутопка, значи денеска започнува зимата и денот е најмал и кој што рековте нели во најавата, сонцето денес на пладне е најниско во однос на текот на целата година. Секако што се движи земјата, нели доаѓа до оној период отприлика некаде до 20 март, кога 20 или 21 март, кога е пролетната рамнодневница. Значи, тога што се случува, нели повторно земјата обиколувајќи го на оној начин сонцето, значи подагува 23-27 степени, тогаш сончевите зраци паѓаат по средината на земјата. Значи и тогаш денот отприлика и ноќта траат едно те исто. И од тогаш фактички она преминување на сонцето, значи кој ќе слушнеме некој пат на радио или астрономите кои објавуваат пример сега као денеска што било во 13 часот и 4 минути, значи тогаш или да речеме тогаш на 20 март пример во 12 часот и 43 минути, тогаш сонцето преминува на наша страна, значи го сече екваторот и веќе се префрлува на наша страна и започнува пролета. Да проверам преку тебе едно мое сознание. Дали е точно, не знам, паметам дека од утре почнува да ни се зголемува денот? Па, не. Денот не се зголемува, него денот се враќа кон некоја нормала. Значи, а таа нормала, таа рамнодневница ќе ја достигне мислам дека на 20 март ја достигнува таа рамнодневница, кога денот и ноќта подеднакво ќе... Но од утре натаму тргнуваме кон рамнодневница. Да, од тука, од денеска ние тргнуваме кон рамнодневницата. Значи, до денеска денот се намалуваше, а сега он почнува да се враќа према онаа нормала. Значи, од 20 март веќе денот ќе почне да расне на сметка на ноќта, до 21 јуни, кога денот ќе биде најголем, значи тогаш е тој оној период наречен летен солстици или летна повратна точка, и од 21 јуни до 23 септември, нели е оној периодот на летото, кога повторно од најголем ден сонцето се враќа према, нели привидно на зборам према јужната полутопка, и на 23 септември започнува пролетната рамнодневница, започнува пролета, започнува есента, која што трае нели се до 21 декември. Зошто се докажувањата на Еудокс и Ерастотен толку многу значајни? Па, видете, Еудокс и Ерастотен тоа се први луѓе кои што на некои најстари астрономи може да се каже, иако и претходно пред нив мислам, ако трнеме хронолошки, некаде 2650 години пред нашата ера е забележено првото посматрање на затемнувањето на месечината. И сега ако идеме по натака, мислам, према нас, мислам, во новиот дел од историјата, мислам, ако трнеме некаде пред 2000 години пред Христа, значи се изработува и првиот календар, лунарен календар некаде во Вавилон и во Египет. Некаде пред 2000 години пред Христа исто така се нацртани и првите созвездија во енглеска. После некаде 1370 години пред Христа е и првиот пишан документ за затемнувањето на сонцето, и после ако го земеме на еленистички период, некаде 6 века пред Христа, значи Питагора, кој што го има пресметано Пин или 3.14, тој е првиот човек кој што тврди, на некој начин тврди дека земјата е округла, меѓутоа не дава никаков доказ. Тоа негово тврдење се заснива на тоа што најидеалното тело е топката, потоа он сметал дека земјата као некоја идеална творба е и во форма на топка. После тоа се јавува Еудокс. Еудокс е еден од можда од би кажале остроумните астрономи во тој период. Значи некаде живеел од 400-та година па негде до 350-та година отплика, значи отплика 4 века пред Христа, и он како е докажал тоа дека земјата е округла. Мислам, он вршил мерење на агловите во однос на поларната звезда. Значи, еве да речеме, он отплика живеел во Александрија,
отприлика, значи, кога би се нашле таму во Александрија, некаде на поларната звезда би дошла на 30 степени отприлика, са, не знам, да речеме од Скопје поларната звезда се наоѓа на 42 степени изнад ако мериме Сагол. Пример, ако отидеме во Битола е на 41, во Белград е на 45. Сега да речеме Еудокс, ако отишол до Северен пол, пример, него поларната звезда ќе му дошла точно изнад глава, значи на 90 степени. Ако отишол доле, да речеме до Кенија, таму до самиот екватор, поларната звезда ќе му била на самиот хоризонт. Значи он вршил мерење и од тука со својата оштроумност. Значи Еудокс тоа го запишува во тие своји документи дека тоа се случува доколку земјата би била една рамна плоча, значи како што се оддалечуваме од правецот према југ, ние би се оддалечували и со од звездата. Не би го поларната звезда не би го минувала аголо, значи он тоа многу паметно го заклучил и тоа е прв доказ во историјата на човештвото дека земјата е округла, да. Во истиот во нешто покасно, значи после Еудокс се јавува Аристрих, кој што вели дека кој што првиот човек кој што тврди дека земјата се врти околу сонцето, меѓутоа он тоа не дава некои докази околу тоа. Меѓутоа тоа се заснива само на некоја негова тврднина, иако има оскудни документи за тоа што од каде он тоа го направил, сепак морало да постоеле некои документи, некој разлог на кој што он го дава ова тврдење. 240 година пред нашата ера се јавува Ерастотен, значи од Кирина. Тоа е еден град во Либија, мислам, ако и текнува и во Библијата се споменува како оној Симон од Кирина, оној човек кој што го носи крстот на Исус Христос кој оди према Голгот. Иначе денеска тој град, мислам, Шахат дека се нарекува во Либија. И он Ерастотен исто така бил доста остроумен астроном, да. Он заприметил дека за време на летниот солстици, на 21 јуни, значи во еден бунар во Сиена, само тогаш, во еден длабок бунар во Сиена, само тогаш можело да се види сонцето. Во ниеден друг ден во годината. Сега, он знаел дека сонцето, нели, му доаѓа некако поради неговата големина, сончевите зраци доаѓаат некако под прав агол. И исто така он со помош на еден инструмент, скифион, наречен, он успел да го измери обемот. Не обемот, него да го измери на агловото растојание на сонцето од зенитот. Значи, и тоа растојание изнесувало 7 степени и 20 минути, значи он со тој инструмент скифион што го измерил. И среќа за него било и тоа што во тоа време, мислам не и во тоа време, него и денеска Александрија и Асуан денешен, во тоа време, нели, Сиена, како што се нарекува, лежат на исти меридијан. И уште од времето на војниците на Александар Македонски, значи Александар Македонски си имал своји војници наречени кои што биле слушно задолжени за да извршат мерење на должината, и тие војници, значи за потребите на војската на Александар, они измериле дека од Александрија до Сиена има отприлика 5000 стадии, а еден стадий одговара со отприлика некаде на 185 метра. А исто така и караванџиите кои што оделе, пошто таа се работи за еден прав предел, значи немале што самите караванџи во многу наврати ги броеле овие кораци до тука и они отприлика изброеле 5000 стадии, значи. Сега, пошто му се познати сите овие димензии, значи тоа аглово растојание му е познато во однос на зенитот, познати се тие 5000 стадии, он го мери обемот на земјата отприлика некаде околу 250.000 стадии, или пресметано во наша во денешни, мислам, во километри, тоа отприлика испаѓа некаде околу 42.000 километра, да речеме, што е отприлика 2000 километри, пошто денешниот обем на, ако земеме по меридијанот, изнесува 40.008 километра, што пример за тоа време представува една доста добар резултат. Иако не се само они, него во тоа постојат и други луѓе кои што ја имаат да измерено, да речеме во 7-миот век. Карактеристично се двајца астрономи од Багдад по име Абдулмена и Иса, кои што ја мерат земјата
Зоране, памти си го зборот да ги оставиме малку нека почекаат астрономите од Багдад, од Ирак. 22 часот е време за нашиот хит неделник, а потоа продолжуваме. Нашето студио, Зора Милчевски од Скопското астрономско друштво е во нашето студио. Зборуваме на тема астрономија. Да подсетиме само пред да започнеме 5511-793, отворен телефон, по кој можете да ни соопштувате ваши размисли, ваши обсервации, знаења и сознанија или пак прашања. Каде се опревме, Зоране, до тезите и истражувањата на астрономите од Багдад, Абдумена и Иса? Да, Абдумена и Иса биле двајца астрономи од Багдад, некаде од 7 век они се јавуваат, значи, во тој дел, кога во арапскиот свет на некој начин цути астрономијата, математиката и слично, и они на еден сличен начин, као што го работел тој Аристотен, они ја мерат обиколката на земјата и при тоа добиваат резултат, мислам еден фантастичен резултат, со грешка од 850 метри за тоа време. Значи, што, пример, таа грешка и денеска кога би се мерала обиколката на земјата, значи да се направи една грешка од 850 метра не е многу страшно, прифатливо, кој што велите. Добро, во првото кажување, во вашето кажување во првиот дел, во еден момент загатнате нешто за звездените мапи. Дали е познато, дали е запишено, дали постои запис, кога е направен всушност првиот звезден каталог? Па, да, мислам, сега кога име хронолошки, првиот звезден каталог е направен 129 година пред нашата ера, значи од Хепарк. И он, Хепарк, ја открива, нели, прецесијата, рамнодневницата, и го прави првиот звезден каталог, и овој каталог во тоа време му имал 950 најсјајни звезди. Сега после него, нели, некаде околу 100 година пред Христа, кинезите па направиле еден прецизен 135 годишен циклус на помрачување на земјата. Значи, циклус на помрачување на земјата од страна на месечината, нели? Сега кога одиме понатака хронолошки, Плиние, значи, кој што живее некаде од 29-та па до 79-та година на нашата ера, значи, он као еден астрономски податок докажува дека земјата е округла со бродовите, значи, она што денеска сите ние денеска можеме да го приметиме, а тоа е да бродовите исчезнуваат во еден момент, значи движејќи се во спротивен правец од нас. Значи и на основу на тоа, во тоа време Плиние заклучува дека земјата е округла. Сега исто така некаде 45-та година од нашата ера, во тоа време, значи се египетскиот астроном Сосагена во Римското царство го воведува јулијанскиот календар, значи она воведува 365 дена плюс секоја четврта година да биде престапен ден, значи како една ново поточно астрономско мерење на времето, кое што сепак, нели, во тоа време било прецизно, меѓутоа понатака идејќи со годините ова прецизност не се покажала како доволна, така да веќе во 16 век доаѓа до промена на овој календар. Сега нешто подоцна, значи во 185-та година од нашата ера, веќе збориме за хронолошки настани од астрономијата, значи сврзани во наша вера, значи 185-та година кинеските астрономи за прв пат ја посматраат една експлозија на супернова. А исто така нешто подоцна, едно 500-600 година, односно негде околу 630 година, кинеските астрономи откриваат дека опашката на кометата е секогаш свртена обратно од Сонцето. Значи, сега нешто подоцна
во арапскиот свет, значи во тој период 7 век кажавме заблумени Иса, значи всушност говори за постепениот развој. Да, развој на астрономијата, значи идејќи низ ова. Значи кажавме заблумена Иса некаде во 7 век, значи што е правато на грешка од 850 метри. Са нешто подосна во 813 година во арапскиот свет, значи калифот Алмун ја воведува на познатата багдадска школа за астрономија, значи така да ова представува некога си прв начин, прва школа за астрономијата во светот. 900-та година, значи од нашата ера, кинезите и арапите посматраат еден голем метеорски дожд и кој што доаѓа со созвездието Лав, и според ова, значи ова созвездие овој метеорски рој е наречен Леониди. Са 903 година исто така персискиот астроном Абдулрахман Цуфи ја црта каталог на звезди. Значи и за прв пат он го опишува и спиралната галаксија. Значи во овој каталог он ги за прв пат ја воведува и созвездието Андромеда. Така и веќе некаде до 18-тиот век, значи се знаело само за 3 галаксии, меѓу кои, значи, прва воведена во некаква си била ова созвездието Андромеда. Сега 968 година, во тоа време, византискиот астроном Лео Диоканиус го забележува затемнувањето на месечината и за прв пат да гледа короната, и короната во еден пишан документ за прв пат се забележува токму на овој настан. Сега нешто подосно, значи веќе во 11 век, поточно 1128 година, кавуѓерите Џон Бокстер во својата хроника ги црта и пегите на сонцето. Значи гледајќи ги по еден случаен настан, кога него му се од едно замаглено стакло, поточно од едно зачадено стакло, значи он гледа дека нешто на сонцето има, дека нешто не се сонцето сепак не е чисто. Сега нешто подоцна 1178 година група на енглески монаси, значи посматраат едно удирање на метеорит во месецот, на месечината, значи во тоа време умееле да ги појаснат овие појави. Па видете, во тоа време они не знаеле само ги регистрирале. Да, они ги регистрирале како такви случувања. И сите овие појави на некој начин биле врзани со некое религиозно, религиозно толкување, значи на некој начин тоа секогаш се објаснувало дека ете Бог преку овие работи им испраќа некоја порака. Сега каква била пораката, ни најверојатно ни самите ќе се разјасниле самите на себе. Ке биде интересно да направиме една паралела меѓу учените луѓе, меѓу вистинските правите, оние астрономија, ако за нив може така да се каже, и реагирањата на црквата, односно религиозните аспекти на овие настани. Но за тоа, ајде малку подоста. Каде што и сопревме, рековме дека ќе биде интересно да проговориме нешто и за реагирањата, толкувањата на црквата низ нивната призма, религиозна призма кон астрономските сознанија и астрономијата воопшто. Дали во некој период, во некоја рана или средна фаза од развојот на астрономијата, црквата даде поддршка на развојот на астрономијата, или за сето тоа време беше некој критичен, некој антипод, некој контрапункт на астрономите? Да, па црквата долго време на некој начин беше против астрономијата. Значи, него признаваше оној
самото учење на црквата се засниваше на учењето на Птоломеј дека сонцето и сите планети се вртат околу земјата. Сега полскиот астроном Никола Коперник, значи во својата книга Земјина револуција, мислам дека се нарекуваше, он во 16-тиот век, некаде средината на 16-тиот век го забележува дека земјата заедно со останатите планети се врти околу сонцето. Сега ова учење на некој начин представува револуција во понатамошниот дел на изучувањето на астрономијата и голем дел од меѓутоа тоа представува на некој е погубно учење за некои си понатамошни астрономи. Така да веќе 1600 година, значи после тоа италијанскиот астроном Джордано Бруно, значи после едно 8 месеци лежење во затвор и тамнишење поради таа идеја дека он тврдел дека земјата се врти нели околу сонцето, он е жив запален во Италија, значи ставен на она клада, како се нарекува тоа, каде што е жив запален. Исто така, тоа бил своето мислење бил приморан да го смени и подосна Галилео Галилеј, значи кој што нели на едно судење кој излегол надвор од судењето, значи он сепак си прошепотил дека земјата сепак се врти околу сонцето. Сега овој погрешен став на црквата долго време самата црква не сакаше да си го призна и на некој начин тој и беше трн во око на самата црква се до 1992 година, мислам, кога тогашниот папа, сега покоен, нели, Јован, Карл Војтиловни, полскиот папа, 1992 година, он се извини на астрономијата за тоа што е случајно, за тоа што му се има случајно, нели, на Джордано Бруно и на еден куп познати и непознати астрономи во тоа време. Значи, поради тој погрешен начин на сваќањето на ова. Значи, од таа 1992 година доаѓа до помирување помеѓу црквата и астрономијата како наука. Тој век е крајот на 11-тиот век. Да се вратиме малку на почетокот на тој век, 1600-та, 1650-60 година. Мисле дека тоа е таа година кога за прв пат е согледана, за прв пат е обсервирана всушност Халеевата комета и толкувано е нејзиното појавување на небото. Не, Халеевата комета за прв пат во 11-тиот век е посматрана. Мислам 1600 година за прв пат се посматра Халеевата комета. Сега кодиме хронолошки понатака, значи веќе 11-тиот век за прв пат се појавува и една астрономска обсерваторија во Каиро. Значи до тогаш мислам дека не постои ни една обсерваторија. Сега отприлика некаде едно 200 до 300 години после тоа, мислам некаде 15-тиот век, се прави во Самарканд и монголскиот принц Улагбек, значи внук на Тамерлен. Он ја прави и првата обсерваторија на 3 спрата. И покрај ова он прави и една звездена карта со 3000 звезди, значи во неј заведени, и табела на тогаш нели познатите планети, значи Меркур, Венера, Земјата, нели како нормална, и Марс, Јупитер и Сатурн. Не постои историографија, библиографија на астрономијата, а да биде пропуштено да се каже името на познатиот кинез Ван Ху, кој 1500 година се обиде сам себе да се лансира во Вселената, при тоа користејќи 30 на некои ракети. Зачудувачки е што господинот Ван Ху во тоа време тие ракети ги монтирал на обична столица. Да. Мислам, не знам, една наистина интересна астрономска личност. Значи ја побива на теорија дека Јури Гагарин не бил прв, дека он сепак на некој начин бил прв. Ван Ху си има лансирано со ракета. Значи он на своето столче поставил 33 ракети. И се ова у неколку наврати кога го кажувам на луѓе им е чудно затоа што
кажуваат, тоа е реков 1500 година, мислам од каде тогаш ракети. Ракетите како такви биле познати уште пред новата ера, значи кинезите пред новата ера, значи при хиротинисување на некој си нов крал, они секогаш во тие прослави ги користеле овие ракети као уметничка декорација. Сега е забележено во 13-тиот век дека они својата територија се ја штителе и од напад на тогашните номадски племиња, значи претежно на монголи и словени, со тоа што они ги спалувале овие ракети према местата кај што нападил непријателот. Значи претежно во тоа време го користеле кинескиот зид као некој си лансирен центар, кај што таму ги поставувале тие ракети летале некаде 200 до 300 метри, паѓале таму близу непријателот, а претходно биле поставувани некои лесно запаливи масла помешани со сува трава и слично, за да значи со идеја за да запалат нешто. Да запалат, да, со идеја и да постигне некој психолошки страв кај непријателот. И мислам овој нивни начин на војување се покажал доста умешен. Они има доста убаво штитено својата територија од монголите. Иначе што се однесува до овие ракети, мислам, кај во нашиве простори е забележено дека и во Србија за време на своето прво српско востание, значи 1804, мислам дека беше, они својата територија ја штитат при осадата на Шабат со страна на турците. Значи Ванку со помош на овие 33 ракети успел да полета, меѓутоа никаде во астрономијата не, мислам, барем ја не сретнав податок што се случило со него, мислам, дали он колку полетал и како му било тоа приземјување на... Да, до која височина отишол и се има некои приказки околу тоа, меѓутоа мислам дека тоа се напише. Веќе зборуваме за развојот на астрономијата. Неминовност е да, ако стои некаде запишано, кога е направен првиот рефрактор, односно првиот телескоп? Првиот телескоп, првиот телескоп е рефрактор, значи е направен 1550 година од Леонардо Дигес. Меѓутоа, што се однесува до посматрањето на звезди, значи првиот оптичар, еден холандски оптичар, значи по име Ханс Липершау, го прави и првиот телескоп. Овој тоа било 1608 година, значи 2 години пред да Галилео Галилеј погледна со тој телескоп према небото. Овој телескоп бил наменет претежно за воени цели, значи морало на некој начин тој служил као дурбин и требало да се види, значи што работи непријателот на другата страна или на бродот, од другата страна на бојното поле. Значи првенствена намена на телескопот била за воени намени. Мислам, за жал, као што и ракетите, значи нивна првенствена намена било за некои воени цели. Така да Галилео Галилеј, значи бил тој првиот човек кој 1609 година го искористил овој телескопот и при тоа он ги за прв пат ги гледа овие четирите сателити на Марс, значи Ганимед, Калисто и Европа, кои што подосна во негова чест, значи биле наречени Галилеови сателити. И после тоа за тој период се знае дека Галилео Галилеј го има посматрано, ја има посматрано и планетата Сатурн. Меѓутоа, он кога видел планетата Сатурн, нешто му наликувало него на таа планета, односно дека таа планета има некакви уши. Мислам, него така му се видело и него го на некој начин му станала, како да кажам, го фатило страф или му станала самата планета антипатична и он престанал повише да ја наблюдува таа планета Сатурн. Значи. Сега, во тој период веќе започнува на некој начин и некој си подобар, посовремен, да кажеме, развој на самата астрономија. Значи, истата таа 1609 година Кеплер ги објавува и првите своји два првите Кеплерови закони, значи кои што во историјата се познати како Кеплерови закони и са
Ајде да ги конвертираме Кеплеровите закони, да препуштиме неколку минути на музиката, по потоа преку законите на Кеплер се враќаме повторно на астрономијата. Каде се праве, Зоране? Се чини, ако добро паметам, врзано за Кеплеровите закони. Да, така, Кеплеровите. Кој што оставија посебен белек во развојот на астрономијата. Да, Кеплеровите закони представуваат основа во астрономијата. Донесени се првите два се 1609 година, значи. И тоа првиот закон гласи дека планетите околу Сонцето пишуваат елиптична патека, во која Сонцето е секогаш се наоѓа во самиот центар, нели? И вториот Кеплеров закон е радиус вектор, значи Сонце планети прават еднакви поручини во еднакво временски интервал. И нешто подоцна, значи Јохан Кеплер го донесува и третиот свој закон, кој што гласи квадратите на сидричките периоди на обиколката на планетата околу Сонцето се сразмерни на кубовите на големата полуоска на нивните патеки. Значи тоа се три Кеплерови закони кои што представуваат основа во астрономијата. Значи после овие закони многу работи во астрономијата се, значи е даден еден нов правец према кај да се движи самата астрономија. Сега, ако овие закони се донесуваат, значи 1609 година, сега нешто подоцна, значи после мислам 2 или 3 години заедно Галилео и Јохан Фабрикус ги за прв пат, нели, телескопот го користат за посматрање на Сонцето и при тоа ги за прв пат ги забележуваат и сончевите пеги на небото. Сега нешто подоцна, нели, 1612 година, поточно една година после тоа, значи французот Николас Клауди ги открива и Орионовата маглина, значи М42 наречена. Неколку години подоцна и чешкиот астроном Ренаус Касатиус ја потврдува оваа, нели, маглина. Сега во истиот период Галилео Галилеј го на некој начин го скицира и Нептун, значи планетата која што ќе биде откриена некаде отприлика 200 години после тоа, без да знае дека тоа е нели, планета. Сега нешто подоцна, значи Кеплер, поточно 1630 година, мислам дека Кеплер го предвидува транзитот на Меркур преку Сонцето, со кој што заедно со уште еден астроном, мислам дека Пиер Касини, заедно го пресметуваат. Сега, ако идеме хронолошки понатака, значи еден студент од Кембридж по име Джереми Хорокс го посматра транзитот на Венера, значи и он во оној склад со Кеплеровите закони, значи донесени од 1609 година, он го пресметува и она транзицијата и смета дека на секој 8 години оваа транзиција се јавува кај Венера. Пример, последната транзиција кај нас беше, ние Скопско астрономско друштво го наблюдувавме, беше 2004 година. Сега наредното ќе биде нели 2012 година. За мене посебно е интересно, предполагам и за нашите слушатели, тоа што во астрономијата, во незиниот развој се споменува и името на Исус Христос. Сите го познаваме како духовна личност, па сепак ова име, овој човек, се споменува и во астрономијата. Да, Исус Христос е нели, да, добро го реков, духовно лице кое што се споменува, мислам, на еден индиректен начин има големо влијание во астрономијата. Савијата на кратко ќе објасниме за Исус. Исус е роден се смета дека е роден некаде помеѓу 4-та и 7-та година пред нашата ера, значи или отприлика тоа 749 година според римскиот начин на броењето на годините. Сега зашто е познат во астрономијата? Значи после неговото, нели, он е раснат на 33,5 години
И тоа неговото воскресение, кој што се случува во ден недела, христијаните започнуваат да го слават као најголем празник во историјата на, мислам, најголем празник во христијанството. Е сега, ова славење на овој голем празник Великден, значи, се случува до 3 век некаде неорганизирано, и за да го црквата го реши ова прашање, на 325 година во едно градче во Малазија, мислам, денеска тоа градче се нарекува Изник, иначе во тоа време се нарекува Никија, они свикуваат прв Вселенски собир на сите христијански 5 епархии познати во тоа време, значи Антиохиската, Александриската, Цариградската, Римската, и нова собрание се решува, нова и Вселенски собир, значи се решува Великденот секогаш да се слави после пролетната равнодневница, а црквата као ден го зима 22 март као ден на пролетна равнодневница, затоа што таа 325 година тогаш се паѓа пролетната равнодневница. После еврејскиот празник Пасха, кој што е на 14 Нисан според еврејскиот календар, и првата недела после полната месечина. Значи ова правило останува закон при прослава на Великденот. Меѓутоа 1054 година ова правило Римокатоличката црква, нели тогаш цркви да се делат, Римокатоличката црква го отпрла. Меѓутоа православната црква и ден денес го слави Великденот според овој начин на прослава на од таа причина, поради во тоа време доаѓа до поместување на пролетната равнодневница, затоа што прескако што рековме, нели, Сосагена го изместува ова правило. Ова Сосагена кој што го введува правило на секои 4 години, значи на секој 4-та година да биде престапна година, и од таа причина, нели, доаѓа да денот, односно овој јулијанскиот календар во однос на тропската година биде подугачок за 11 дена и 11 минути и 13 секунди, и сега кога го собевераме овој период, значи на некаде на 128 години даваат разлика од еден ден. Се ова е причина да веќе во 16 век, поточно 1582 година, биде заменет овој календар со Григоријански календар. Значи, самиот Исус Христос на еден индиректен начин се јавува во овие календари за да изврши, односно тогашните, нели, астрономи во тоа време, астрономи свештеници Николас, Христофер Шлосер и Алојзо Лелие, значи вршат оваа промена токму за да се запази оној точниот астрономски начин на прослава на одредувањето на денот на Великден. Зашто видите, празникот Великден не можат да го сметаат свештеници, без разлика што тој е верски празник. Мислам, празникот Великден можат да го пресметат само астрономи, значи кои што знаат движењето на месечината, движењето на сонцето, движењето на земјата околу сонцето и слично. Така. До сега чувме доста за оние вистински прави астрономи, зачетници на оваа наука, за Еудов, за Ерастотена, за Кеплеровите закони. Меѓутоа, ете, и учеството на Исус Христос во ова наука се споенува. Би сакал да чуеме нешто по 23, ќе го оставиме тоа, но толкувањето на старите науки на пошироки простори, колку тие ја познавале астрономијата, како тие тогаш во некогашни времиња ги толкувале настаните на небото. Гостина во студиото Зора Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зборуваме на тема астрономија. Еве, полека, сигурно да ја приведеме ова наша тема при крај. Едно можне интересно сознание од понова дата, врзано за кој е првиот летач во Вселената. Дали Јури Гагарин во 1961 или некој друг, според понови сознанија, беше првиот летач во Вселената. Па добро, мислам, онака шеговито, првиот летач, нели, беше Ван Ли, 1500 година, со тие 33 негови ракети што полетоле. Во поновиот свет е забележено дека, нели, као прв астронавт, као прв космонаут се смета Јури Гагарин, кој што на 21 нели, на 12 април 1961 година полета околу
во Вселената и за 108 минути обиколи земјата и прите успешно се спушти, нели, кај селото Енгелс во Саратовската област во тогашниот Советски Сојуз. Сега, дали он беше прв? Значи, он се претпоставува дека он всушност е прв кој што успеал да се врати од ова. Иначе се претпоставува, не се претпоставува, него Советите тоа го крие еден доста голем период. Прв кој што полетува се смета еден космонаут со презиме Ледовски, кој што полетува 1957 година, па 1958 година полетува Саборин, а 1959 полетува Митков. И сите овие тројца космонаути за жал страдаат при овие мисии и они не летаат кон тоа да не полетуваат да обиколат земјата, него го прават оној така наречен вселенски скок, значи нешто слично кој што направил Ален Шепард 1962 година, која полетува од земјата, одскокнува едно 85-6 километри, се наоѓа 5 минути во таа безтежинска состојба и при тоа се враќа назад према земјата. Меѓутоа, во поновото време, сега може да се каже од некои зајадливи причини, најнапред во Германија, така срамежливо, а после тоа и во Соединетите Американски држави се објави дека Јури Гагарин не е всушност првиот човек кој што полетува во Вселената, дека всушност тоа е една германка по име Хана Рич, која што 1942 година, значи, полетува со еден авион кој што на самиот авион има вградена ракета и она лета некаде на висина од околу 22-3 км, преминува растојание некаде од околу некаде околу 300 км и успешно се спушта, значи успешно авионот да се приземува на еден дел од Северното море, значи во тогашна Хитлерова Германија. Се овој податок доста долго се криеше. Хана Рич која е? Мислам, Хана Рич е некаде родена почетокот на минатиот век. Дали е докрај проверен овој? Да, овој податок е проверен. Точен. Да, овој податок е проверен, дури постои и филмска документација од овој податок, значи и по чест на тоа мислам дека е снимена една документарна серија. Меѓутоа, она што ме зачудува е тоа да Хана Рич се работи, во тоа време била пробен пилот во германската авиација, бил еден од најдобрите падобранци во Германија, мислам, и имала идеална пилотска конституција, мислам, била висока некаде 152 сантима, била тешка некаде околу 50 на кила, дури и пред својата смрт, мислам, она дека почина 78 година, една година пред тоа она леташе, мислам, не леташе, него се спушти со падобран. Значи се ради за еден врвен пилот. Меѓутоа, дали може да се признае како прв летач, тоа е, мислам, тоа е наистина големо прашање, затоа што Јури Гагарин се наоѓал во една капсула во која што во таа капсула он бил имало и мислам за самата капсула било опремена за да он да може да обстане таму, значи во неј се било наоѓало дотур на ваздуха, на кислород за да може нели да диши, да живее, доека самата Хана Рич летала на еден авион кој што навистина бил на еден млазен, еден ракетен погон, меѓутоа за нејзе не и требала никакви помошни средства, да речеме, од таа област што се однесува за автономијата. Иначе, она летала на висина некаде од 23 до 25 километра од земјата, доека Јури Гагарин леташе на висина некаде од 250 па до 350 километра. Мислам, со ова не сакам да го намалам низиниот успех. Мислам, она, всушност, низината задача не било да собори некој рекорд, него да ги тестира прецизноста на ракетите Фау-2 и Фау-3 во тоа време кој што представувале стравотија за енглезите, кои што на некој начин биле 1/3 од самиот град Лондон го уништиле. И тоа нешто исто така зачудува кај ова пилот, кај ова
падобранка, значи наречена Хана Риче, тоа што она после ратот некаде 50-тите години она си живее слободно во Лос Ангелес, кај што реков нели 1977 година она починува и за целиот свој живот, значи се до периодот на 1975 година кога умира и Вернес фон Браун, значи најпознат конструктор, германски конструктор од Хитлерово време, она била доста голем пријател со него. Мислам, дали на кој начин се одбраниле од законот, мислам, наистина не сретнав како некој си податок за тоа. Астрономијата не е екзактна наука, во еден дел е екзактна, меѓутоа наука која што е во постојана подемен на жива материја. Ние за нас Вселената на многу нивоа се уште е предизвик, се уште е мистика, се уште е непознато. Се чини дека генерации и генерации ќе имаат што да истражуваат и на таков начин да го доизградуваат да ги доизградуваат научните тези на кои што денеска и во иднина ќе обстојува астрономијата како наука. Затоа во оваа прилика сега пред да се поздравиме, ќе речем само уште тоа дека завршува оваа година и ако направиме како и сите други што тоа го прават биланс на работење за оваа година, со што ќе се пофали Скопското астрономско друштво како позначајни зафати во годината што еве полека на сигурно си заминува. Па да, Скопското астрономско друштво спрема средствата со кои што ние ги располагаме како друштво, значи некои си скромни средства, ние можеме да се пофалиме со некои така позабележителни резултати, а тоа е да во текот на оваа година која што славиме 10 години од постоењето на Скопското астрономско друштво, ние обележавме и првата изложба која што имаше доста голема посетеност, мислам прва изложба на астрономски фотографии во Македонија. Така да на оваа изложба имавме и гости од останатите бивши републики. Имавте повеќе пати одење и тоа го нормално тоа при секој метеорски роеви, значи започнувајќи од Леониди, Персеиди, Гимениди и слично, значи затемнување на сонце, затемнување на месечина. Мислам, ние сме постојано на терен, да, па после исто така и предавањата кои што се одржуваат, значи популарниот курс на астрономијата, значи која што некаде е при крајот веќе мислам овој четврток е последното предавање што се однесува за Кокино. Значи тој циклус од 7-8 популарни предавања за астрономијата, значи кои се одржува секоја есен, да го кажем, исто така и пролетен дел од курсовите на астрономијата, кои што исто така служат нели за популаризација на астрономијата во нашава држава. А исто така од оваа година Скопското астрономско друштво започна и со одржување на предавања низ градовите низ Македонија, значи не само Скопје, него сакаме астрономијата као наука да популаризираме и низ целата наша држава. Така, предпоставка е дека во 2009 ќе бидете поамбициозни, поагресивни. Па да, 2009 година е година на астрономијата и нормално дека тогаш се сигурно дека ќе биде поамбициозни. И нормално тука во 2009 година како друштво очекуваме и на некој начин да излеземе надвор од границите на нашата држава. Мислам, наши членови идат секоја година на камп во Летенката овој година, меѓутоа беа прошла година и на некој астрономски камп во Полска. Беа и на посета на обсерваторијата во Рожден. А исто така 2009 година очекуваме исто такви посети на некои позначени европски обсерватории и позначени астрономски центри во Европа. Ќе биде добро ако во планот за 2009 година ги ставите контактите со медиумите. Па да, е значаен фактор за афирмацијата на и астрономијата како наука, но и она што вие како млади астрономи го правите во таа сфера. Да, секако
Контактот со медиумите се можда најважна работа, мислам, затоа што преку медиумите може нешто повеќе да се разбере, мислам, за нас астрономите као движење, затоа што видите, ние астрономијата ја пропагираме као наука, значи без разлика некому колку му се свидела као наука или не, мислам, не е тоа да ние пропагираме некое гледање, бајање или слично, мислам. Се она што се случува на небото, се она што тргнува некој према небото, што се враќа. Да. Се има свои законитости, свој редослед. Да, нормално тие законитости што се случуваат во вселената, ние на некој начин нас не интересни и гледаме на било кој начин да ги објасниме. Така е. Немојте да чекате закана од вселената. Немојте да чекате некоја информација што ќе излета од некој медиум, без оглед електронски медиум, печатен медиум или по пат на интернет некој сајт. Немојте да чекате да се случува реализација на оние за нас утре не. За оние предвидувачите, гатачите кои што 2012 година пропагираат планета да ни бируќе. Ете така, па дури тогаш да се заинтересирате за астрономите. Тогаш астрономите и мерипа цената и сите зборуваат за вас. Астрономијата е благородна работа и еве можност да бидете млад истражувач во делот на астрономијата, ако контактирате со Скопското астрономско друштво. Добро, Зоране, ти благодарам, ние до крајот на годината ми се чини дека имаме уште едно гледање. Да, сигурно. Така на 28-ми, тоа е следната недела и тоа ќе биде последно за оваа година. Да. И благодарам за вечера. Благодарам што ме поканивте. Вселена.